ми дај нешто. Ако има отпојке, така натаму. Да, нямам пари да средам. Многу малце сиромашно подкастче е ова. Искршено од мене. Значи, моментално сме тука со мајка ми. Вчера имаше еден преголем проблем, како сите што знаете. Вечерва ќе пробаме да го решиме. Абе, македонец, слабо те гледам тебе во... Ајде, чернете го лајфо, одиме Ајде, со прекини. разговор со Ритко. Прекини. Ова е моја програма. Океј. Значи, вчера имаше еден преголем проблем. Некој од вас знаат, некој од вас не знаат. Сега тука ќе ги изјасниме работите, затоа што јас од една страна се чувствувам застрамен. Може една вода, Ритко? Да, еве ти сега ко пелистерка. Најубавата вода пелистерка, да изрекламираме. Најубавата вода пелистерка. А што се случи со мајка ти? Колички почнале да купуваат колички. Вечерва ќе кажеме се, значи затоа е и тука и мајка ми вечерва. Јас никогаш не сум бил против таја со кого да биде во врска или во брак. Тоа мене не ми било никогаш проблем. Јас не му се мешам. Чекај само, се не пали одма цигара. Тука, нема да Не пали одма цигара. Не може. Ама почекај малце сега да вам бубелјата. Значи јас не му сум се мешал никогаш на мајка ми со кого да биде во врска или со кого да биде во брак. Тоа е незин живот. Јас не смеам да му се мешам, тоа е малку себично. Ако му се мешам јас со кого да биде, така да таа си одлучува за себе, таа е голема. Па јас останувам на тоа дека јас моментално немам појќе мајка затоа што јас сум застрамен. Застрамен сум затоа што јас му кажав неа дека тој човек за неа не личи и дека не е тој човек за неа, но таа не ме послуша, јас не знам во што се залюби таа во него. Мене не ми е јасно, мојата мајка што виде толку убаво кај тој човек. Јас не сакам да го вреѓам сад. Тој човек си е симпатичен, добар е, мислам, симпатично е добар вака, ама со неговата нервоза и со неговата агресивност, мислам дека не треба да биде некој залюбен во таков човек, а посебно мајка ми. Не заслужува да ја има таков човек и заради тоа јас му сум премногу лут. И јас кажувам јавно дека му сум лут. Јас кажувам јавно дека му сум лут на мајка ми. И затоа што мајка ми, јас ќе кажам и предна, јас сум израснат во едно семејство кое, како што кажав, кај Бог и израснат сум во едно семејство кај што има проблеми. Еве, ако лажам, нека кажи. Таа постојано сме имале дома проблеми. Да, таа е слободна жена, тоа е точно и таа може со колку да биде. Но јас му кажав дека тој човек не е за тебе, затоа што премногу е тој агресивен и напаѓа постојано и тој не може да се контролира, тој е непредвидлива особа, не може да се предвиди што може да направи после 5 минути. Ама симпатичен е, вака, добар е. Сега моментално ќе почнеме уште малце, само соберете се во купче, вечерва Ритко дава дупче. Само да се напијам од ова пелистерка, да? Он се намолен устата малце. Шо стори вода ова, пичко? Шо стори вода ова, пичко, мајре? Вака сега, јас тој човек што беше, значи мајка ми, јас го познавам лично, значи сум излегол со него и на кафе и се, и му сум кажал да ми ја чува мајка ми, да не ми ја повредува мајка ми. Значи му кажав дека мајка ми е болна од депресија после од кој ме породи мене, мајка ми падна во тоа породилна таа депресија, не знам како се вика. И од како ми почина девро. Немам појма, и јас сепак таа мене ми е мајка и јас се чувствувам застрамен, сепак јас сум јавна личност и мислам дека не го заслужувам тоа да ми го прави мојата мајка, затоа што јас му кажав дека тој човек не чини за неа и дека таа не треба да се замара со него,
затоа што е премногу агресивен и тој конзумира и кокаин и хероин, конзумира на фолија и пуши трева и затоа јас сум во чуд мајка ми што виде во него, а вака симпатичен. Дали сега можам јас да се на искажам. прашањата? Јас вака симпатичен е човекот, стварно онака баш е симпатичен, ама е агресивен и конзумира доста наркотични прашкасти бели материи, што не е во ред за во иднина, таа не може да има некаква иднина со него и јас премногу му сум лут и затоа вчера не ја му сум лут и затоа вчера кажав на стори дека јас мајка немам заради тие причини. Овие се приватни работи кои што не треба да се објавуваат вака во јавност, да се збораат, но на ваша вчера многу луѓе ми пратија како тој збора дека не знам, таму ја вреѓа мајка ми, го вреѓаше моето дете, му посакуваше смрт на моето 4-месечно дете. Ние мамо на никој не посакуваме, смрт му посакуваме, те молам додека зборам. Значи на 4-месечно бебе да му посакаш ти смрт или да биде болно тоа бебе, мислам дека треба да си ти психички отиден скрос и да ти нема спас. Значи никоја болница, никоја јапче да не може да ти помогне и да му посакаш на 4-годишно дете, на 4-месечно бебе смрт и да биде болно, значи ти си отиден пријателу скроз и за тебе нема спас, за тебе нема лек, ти си монструм. Можам слободно да те наречам монструм ако ти му посакуваш на 4-месечно бебе смрт. Точно. Јас бев против врската помеѓу него и на мојата мајка. Сепак е таа слободна жена, може да биде со кој сака, но јас му дадов едно мое мислење. Мајка ми не го прифати моето мислење и јас затоа му сум луд и реков дека немам јас мајка и уште стојам на тоа, јас немам мајка, после сето тоа таа што го направи со него и дозволи мене некој да ме гази, јас си знам колку вредам, јас сум ритко, јас сум јавна личност и мислам дека некој така мене да ме вреѓа и да ме подгазува некој што му е близок на мојата мајка, затоа што јас сум дозволил да му биде близок, не бев никогаш против, само му кажав дека не е за тебе, ти си одлучуваш и таа си одлучи да е со него. Јас сум луд што мене не ми го послуша мојот збор мајка ми, Тоа е не бев тачно. против, не бев онака еј нема ти да си со него вака така. Јас му реков само не е за тебе, човеков не чини и тоа е тоа. Еве сега ако сака нешто Мелека нека кажи, па после ќе му поставам неколку прашања. Здраво на сите, добро ни дојдовте во кај Ритково канало. Презавадоволна сум, не знам колку има тука гледачи. Јас сум таја Сонруја, значи Мелек. Јас со овај човек се запознаев има 3 години. Јас го мислев еден човек да биде стабил. Одпрво ми се покажа дека е стабилен. Женско како женско мислиш за добра иднина. Со него да бидам. Океј. Постепено на времето, јас не бев толку слаба умна во паметот, јас да го земам него за маш. Покушав да оди некое време подолго. Тој Само момент. почна. Само момент, извини. Ајде, ако сакате да продолжите да го гледате лајво, влезите на Kik сите, значи спуштете апликацијата Kik во вашите телефони, влезите на Kik ако сакате да продолжите да гледате, да слушнете цела тема што се дешавало и како се дешавало со животот на мајка ми. Влезите сите на Kik, брзо сите на Kik, Ритко МДФК на Kik. Ако сум крива нешто, Чао, ќе чао. можете слободно да кажете. Јас ќе ја кажам цела реалност. Само слушајте убаво и сватете ме многу добро. Јас него никогаш не сум го гнавела, никогаш не сум зборала за него ништо. Тој што кажва, некои пари сум му зела, Додека имаш таков син, не ти треба маш. А. Апсолутно се согласувам со твојот коментар. Шваба Мамудовски. слушајте. Значи, секој сака да си отвори куќа и да живее еден спокоен живот. Син за син, си има фамилија, има дете и прекрасна жена. Јас му сум мајка. Јас останав премлада. Реков да си отворам куќа. Океј. Јас потоа со него се запознаев подолго време. Гостите го спомнувам тоа. Јас ги знам тие реакции.
од такви Па тешки нема како да не го наречиш, ако тој му посакува на мојот син 4-месечен смрт, значи тој е монструм. Да, тоа е тачно. Јас, тој ме премоле на 2 години, ме премоле да одам во Германија. Јас ојдов тамо, значи многу се пофале, како што се кажува исто во Стано, дека има све. Јас ојдов тамо кај него, да, видов, и чистив, наместив, јас како што сакав, ми дозволи, беше еден ден добро. Другата, сабелината беше, кога тој стана агресивен и почна да го зема телефоно и да пушта лајф и да кажува мелетке кај мене. Јас не се брукам и не се страмам од правдината. Кога си со еден човек, не можеш да се криеш, треба да излези на виделина тоа. Не можеш да се криеш, јас прво кажувам на мојот син, со дозвола, ама ритко кога го виде прв пат, само ми рече 2 збора. Мамо, јас овај го прочитав, за мене прочита на читанка, овај е тежок наркоман. Јас на ритко му реков, мамо, не мисли така, не е таков. И кога го видов тоа во Германија дека е вистина, јас влегов во чуд. Само тамо седнав 8 дена и побарав да се вратам назад. Подхитно. Беше по мене, затоа тој го прави. Да, мава. Агресивен кога е да му вратиш со вулгарно нешто, е. Скока, пишти, рипа. Ќе ви докажам сега. И не знам до кај бев, дека јас се вратив во Македонија, тој ми се јави дека ќе биде мире. Јас му реков, кој ќе ми дај збор, кој ќе добијам доверба со тебе, јас ќе дојдам пак. И плюс, ако ми ги признаеш некои работи со мене, добро. Тој ми рече дека само, извини Мелек, дека морам, ти пиеш некоја терапија од пример за син ти, не е то за ситење, кој се сити, еве го Господ, по смртта на син ми, јас почна да пијам таблети. Нормал, 22 години дете мене ми загина. Тоа е удар, голем шок за мајката. Од 20 се опоравев, фала на Господ. Сега не пијам толку таблети, само за притисак висок. Некогаш. И така натаму. Ми рече, ти пиешете така, Мелек, јас те прифаќам каква шо си, те сакам премногу. Јас реков, тебе јас шо да те прифатам, на каков начин, шо имаш во тебе, мораш да ми кажеш. Значи тој ми ја призна работата, шо си ја прави. Јас му реков, ако е до една цигара ти што ја пиеш таа, како се викат joint, или не знам шо, окей, али пред мои очи јас да те гледам, не, тоа не го сакам, не го прифаќам, зашто тоа мене ми смета. И јас почнав да се плашам од него, да се оттргавам, али тој 2 години ме излези на лајф, дека ќе споделува еве лајфови, дека истото ќе го прави. Поради јас, ќутењето моје беше све за ритко. Зашто мојот син има круна на глата, а јас со кој човек сум се фатела. Нешто беше многу чудно. И ми беше срамно. Значи, тој ми вети дека нема да прави поќе такви работи, вака си, така си, ова беше, она беше. Помина веќе 2 години. Ме премоли да одам Германија исто пак. Неговите исто, фамилијата зборнавме, седнавме сите. Мелек, значи. Ерхан Мемедов ќе умри. Почна да паѓа во несвест, да оди во болница, па тоа е жално, мислам. Јас реков, морам на овај човек да му поможам јас. Мислам, ќе останам жива, али морам да му поможам за неговото здравје. Тој е млад, има само 43 години, а јас сум 48. Не се важни годините, важна е слогата и миро. Да имаш во куќата, мене не ми сметаше поќе дека тој пушит или прави такви работи. Му реков пред очите мој немој. Заминав за во Германија. Само еден ден, да ви кажам.
ми го зеде мојот телефон, кој ми беше 1500 евра телефоно, Samsung Flip 6, мојот ланец 2000 франака од грлото, сатот 350 евра, Samsung исто, обетки ми зеде злато, прстена што имав, све ми одзеде тој мене и ми рече да си одам. Јас реков, ќе си одам. Ми ја заклучи вратата. Потоа, јас со добро дојдеа неговите, фамилијата, сестра му, сите таму дојдоја, значи, излегоја од моја страна, се расправаја со него. Зошто вака да биди? Зошто праиш вака, тој почна да паничи агресивно, спремногу даде, удре на внук му, ја турна сестра му, исто, а јас кој премногу ја сакам Перикан Салиовска, Серџук Салиов, таму е сестра, Перихан Салиовска. Значи тој ги тепа сите дома? Не знам, пред мене даде сила. А пред тебе ја има турнато мајка? Да, ја турна, сестра му, кој внук му исто, сакаја да се тепат, јас почнав да пискам тука, ги разделив. Тој не ме пушташе да излезам од стано, сакаше да ме држи на сила. А мајка му е нема, така? Јас заминав, застани Ритко малце. Заминав кажи му со дека нив. е мајка му глуво нема и дека тој ја малтретира. Чекај. Значи заминав со Перихан јаска. Со сестра Заминав му. со сестра му, да, во колата. Ова е вистина. И кога на камера ми се јавува, крши дома све. Се сечи во раците, крвишта плискаат, јас гледам чудо, нешто. Искрши све, а јас почнав да плачам, зошто го ичистев стано премногу и ми беше тешко, како една домаќинка, зошто тоа да ми го прави, мислев ќе го леле што ми се сторе, леле, ќе ми се растури сега ова, како средев, сум се мачела, сум се правила, зошто тоа да го прави Ерхан? И мене сестра му ми рече, не плачи Мелек, тој е едно со шефот, дека ќе му дојси све ново. Јас само вака застанав и размислев. Ова е вистина ли? Реков, добро, се слагам со тоа, престанав да плачам. Тој ме побара да си одам дома, јас си одам дома. Истата вечер се разденува сабелината. Значи, звони негојот телефон упорно. Беше во телефон, не ја ни знам, не ја ни познавам. Еве што излегва на лайв, жената со него, не ја знам, не ја познавам. Беше Нема да во врска, телефон. Не ја спомнувај, неа таа е сепак жена, немаш проблем Нормал, со неа. жените не смееме ние да се гнабиме и да се брукаме, да се рукаме, кој сне женско. И така понатаму. Значи, јас, ташната само на мене, ранецо, моите свари, што ми беа од Македонија, ги оставив сите кај него, само пасошо и му го замолив да ме однеси од куќата надвор. Тој ме зеде, вистински, ме разбра, ме однесе до Банов. Јас дури се свртев, него поќе го немаше. А ми одзеде се. Значи, сватите, немам телефон. Да се јавам, да побарам помош. Хамбург е преголем град, кој гледам пред мене пијаници, наркомани, паѓат, па јас сум женско и со штрес. Јас тоа не можев да го поднесам, да го гледам. Мислам дека ова нешто Јас- не го заслужува ниту една жена. Јас не го заслужувам како една мајка Не од само Ритко. ти, туку ниту една жена не заслужува да е Ама не е избркана. крив Ритко, И то си го остае. посакав јас, може. Може јас сум пак крива за истото, зашто сакав да му помогнам, па лошо си добијав. Ме најдува полиција. Зошто плачиш? Јас кажувам, сакам да си одам дома. Јас знам малце германски. И му кажувам, тие ми вела кај си дојдена. Јас му велам, само Ерхан Мемедов. Улица дај ми, адреса. Не знам. Зашто тој ми одзеде све, јас не знам да кажам. Ниту не знам да се вратам назад кај него дома, а тој со цела смисла и договорација и со план ми го направил тоа, мене. И така бидна, значи полицијата ме зеде, ме однесе во женски хаем. Премногу беше убаво тамо, многу убав помин си направив и одмор. Многу убаво ми беше. Кој што со многу другарки се распознаев тамо. Оттамо ми дадоја куќа да живеам.
престој. Ми рекоја, Мелек, ти си жртва во Хамбург, во нашата држава. Ти можеш да престојуваш тука. Ние ќе ти дајме куќа, со жени да живееш и ќе земаш и плата, и пари, и се. Јас одговорив дека јас не сакам ништо, сакам да се вратам во својот дом. И во Македонија дека мене ми е убаво и сите могуćности си ги имам во Македонија. Не сакам да престојувам во Немачка, во Хамбург. Тие ме испулија мене, значи зошто ги викат немци. Немците имаат осет само очите што ќе ти ги видат, знаеш што кажуваш. Ми рекоа, остани тука само еден ден да ти звајме на суд. Јас му реков, не ќам ништо, сакам дома. Јас тие шо праја, шо не праја, кај шо ме водеа, јас одев. Ме однесеа тамо, јас ја кажав цела вистина од Ерхан, дека е монструм и дека така прај на жените. И која да е, од еден месец, најкасно до 3 месеци давам рок, дека тој беснува и насила. Ако е мирен премногу, ако е нека лабачка, да кажам, или ако си се прави така, дека не знае ништо, да сака да седи, за во Немачка, за книги, за папири, може да го трпи. Тој ќе оди во избата долу, тренира, значи тој зато вели дека е боксер. Ке се нашмрка, ке се испувка и оди во избата долу, удари мава. Тамо ја ваѓа цела енергија, тамо му е цела све што има негово. Јас кога влегов долу, лоша слика, за жал. Така си се вратев во Македонија. Јас престанав со него го зедоја 3 месеци затвор легна тој за тоа дело. Ерхан, зашто јас не му го посакав, тој сам си го посака. И излезе од затвор. Јас веќе со него немав контакт. Ти го изваде од затвор. Да, пуштив и книга за да му дам, да ма тргнам изјавата. Не знам дали добија или не добија. После 3 дена тој излезен беше од затвор. Значи тој извршува семејно насилство. Браво. Семејно насилство семејно извршува насилство, врз чекај. Семејно насилство Ерхан Мемедов извршува врз мајка ми и мајка ми со цел памет после 3 месечна казна излежена, уште тој не беше осуден, во притвор беше, мајка ми со цел памет пушта од тука книга да го извадам. да ја смени и целата изјава ја менува и Ерхан Мемедов излегува на слобода. Значи размислете го тоа. Мајка ми со цел памет повторно сака да биде со него и повторно му помага да го извади од затвор, Ритко, а тој извршува семејно насилство Добро, на неа. Ритко сега престани. Ти ја зборам, мама. Ти знаеш покултурно од мене да збораш. Јас толку не знам, али ја знам правдина сам. Правдината само да ја кажам. После 3 месеци ми се јавува на телефон. Меле, кај си, не може... Не, ми се јави од затвор. На телефон преку сестра му да го слушам. Значи, она плачење негово ме допра во срцето. Значи, премногу ми беше тешко. И јас реков, овај човек може ќе умри. Зошто да го носам јас на душа, јас ништо не му направив. Тој мене ми направи, кој ме остај без вода, без леп, без цигари, ми одзеде се и во ташната моја има фуше 100 евра, мајка ми што ми ги даде, ми беа во джепчето, ни тие не сум ги зела. А тој што кажува дека мене пари, кои што сум го ставила во групи, да збора, кај ги потрошел? Тој вели дека ги потрошел по авиони, по идење за Македонија, по шетајне, по праење. Океј, му прифаќам. Нека е така. Јас многу сум наивна и добра сум, вистина сум добра, али на уста сум така малце нервозна, а од Ритко се нервирам најмногу. Али тој ми е сепак син, мојата душа и моето срце е тој и видо што гледам. Светлината ми е Ритко, а сега дево ми е што ми го продолжува животот да живеам пак назад во оваа куќа. И од вчера сватив дека тој пак ја кажа вистината со истата особа, дека ме премолува да одам во Германија. Размислите сега вие што сака тој мене да ми направи. Значи сакат со договорација мене да ме наместат. А јас поќе не сум толку будала да одам во Германија,
кога го знам типот веќе кој е. И не го сакам. Со закани ми живе. Со закани ми се јавува. Ако сакате, јас ќе ви кажам и тука пораки имам од него 1.000.000. Како се заканува, ќе ви ги покажам и сликите како се дрогира. Сега тука јаска, кој лажи, со доказ све. А не тој што вели пичка шо е. Не ќам да го гнавам. Не сакам да го гнавам. Нема потреба за гнавење. Јас сум една праведна жена, не го кријам тоа. Значи со него сум веќе во 3 години. Мене ми е жал. Нормал. Снимале јадено леп заедно. Снимаме делено. Од моите раци, од овие 2, има јадено леп од мене, а јас од него. Не можеш да мислиш лошо на таква особа. Кога го прифатев така, ама значи се потрудев многу да го излечам, не можам да го излечам, гледам дека јас пропаднувам во психа. Јас пропаднувам во депресија. Јас се откажав од него. Тој со закани пак ми се заканува дека ќе влези во лајф, ќе збора за мене гадни муабети, исто како што го кажва. Тоа е вистината. Јас како решев тоа, дека не сакам со него да бидам, па и што сака нека кажи, низ цел свет. Јас излегвам, јас сум јас. Мелек сум. Сон Руја во TikTok. Не одам нигде по лајфој. Ништо не сум правила. Ако сакам мој шпас, си правам во мој лајф, си отворам некогаш најден месец, 2 месеци, да ми се луфтира малце мозокот, да. Да сум пишела со некој, не. Да му сум му направила некоја грешка на него, не. Немам никакви грешки, а тој само муабети вади и лепи народ, а ќе си го добие од некој, за брзо, шо меша луѓе и све. А ова ќе му биди, Ерхан ако ме слуша, казна. Поради што ми го смеша моето бебе Девран, кој ми го врати Аллах поново назад, да ми го меша мене да ми умри. Само мртва ќе бидам со него. А ако дојде да се извини на јавноста, кај Ритко, дека се извинувам Ритко за то што го реков. Јас давам збор повтор ќе бидам со него. Док не се извини тука, на лајф. Знам тој не може да диши без мене. Нема ваздух за дишење. Ерхан Мемедов нема ваздух за дишење. И 5 и 6 жени да земи и 10. Јас сум хурем за него. Кој му го знам дишењето како диши? Кој му знам депресијата кога е депресивен? Кој му го знам воздухот што го пушта кога знам чекората каја чекори? Дури таја жена него да го дознај. Нема шанси. Со стар волк, да кажам стар волк, не може да игра и да фрла ашици вака. Ерхан Мемедов, јас не го мразам, вистински не го мразам, не му пожелувам лошо, ама лошото ќе си го најди сам. Значи, имам од полиција. Директно да се јавам, ако сакате ќе ви покажам све, директно имам да се јавам кај што треба, од кај што го зедеа, и па да се врати. Али не му го пожелувам тоа. Не му го посакувам, зашто тој не може да издржи, ќе умри. Или ќе се обеси. Иначе Зошто? мајка ми што вели дека да ми се извини, види са, некој да ми посака смрт за моето дете и после тоа да ми се извини и ти пак да си со него, мислам дека нема смисла. Јас кажувам сега овде јавно пред 2150 Ајде бебе, души, кажвај моје бебичка. дека ти после овај акт што го направи со него, јас не те чувствувам како мајка затоа што јас сум застрамен од тебе. Океј, ти си застрамен од мене. Затоа што дозволи да биде дел од твојот живот човек што не е на твоето ниво, ниту па на моето ниво. Тебе те заслужува човек некој што ќе те разбира, што ќе те гледа како кралица, а не како едно ѓубре. Јас не можам да дозволам вредејќи моето име во Македонија да си поигрува некој со мајка ми и да ја брка надвор. Мене сите ме знаат и да ја гледат така, мајка ми сепак мене не ми е се едно. Ма јас не можам да ти се мешам во животот, ти си одлучуваш, ако ти одлучиш да се смириш со него, макар и да ти се извини, јас не сакам ништо, ниту да ми се извинува, ниту ништо, јас немам контакт со него.
Тоа не е мој проблем, јас ја гледам својата кариера, сепак ти ми си мајка, жал ми е за тебе, ама ти пак си одлучуваш за твојот живот, ако мислиш дека треба да се смириш со него, ти немаш син, немој поќе да ме бараш, никогаш нема ни да те барам, јас ветувам Јас јавно кажувам, Ерхан Мемедов, ако престани со наркотици и да труе луѓе, и ако сака да ме побара, нека ме бара во јавност, со мене да разговара без викање, без дерење, со ваков разум. Да се извини на мојот син како прво, за бебето. Не сакам ништо да ми се извинба мене. Да се извини за мене. Да кажи правдината како ја бркаше жената 5 дена што ја зеде и ја бркаше во 4 сато надвор, кој јас сум на телефон да го молам, тај женска особа немој, што вели неговата жена, саканата, ќе извај на лајф, нека ја извај слободно, и посакувам среќа со него. Ама нека се чува. Со неа нека излези, нека зборва, ама таја со неа не можеме ние да збораме, та многу гадно збора, едно безобразно. Секој си има свој речник. Јас тие муабети не ги употребувам, јас употребувам култура. Јас со културен начин не ја ќе кажам. Знам дека е заљубена бе луѓе, ама како се заљуби во него јас не знам. Сварно ми е смешно. Не ги гледате, таа вика само да ми се извини. Значи таа сака да му се Јас не види. Навиката е полоша и од љубовта, мислам. А тогаш ти си навикната на малтретирање. Не, Ритко, јас само сакав него да го излечам. Зошто јас претрпен стрес имам поминато од твојот брат. Дали си ти докторка некого да лечиш? Се потрудев, али не можам. Значи не можеш, како ти можеш да стекнеш навика со некој што е агресивен со тебе и што те малтретира? Значи ти си навикната да те малтретира некој, не разбирам. Нека малтретира, ќе се домалтретира сега сам. Јас од Ерхан никогаш нема ни да го побарам, ни да пишам. Ако пиши, нека пиши слободно, али во јавност нека излези со мене да ме побара. Јас пак ќе излезам со него во јавност. Ама тој е тежок наркоман, плюс дилер, кој ја употребува и мајка му, и сестра му, и сите тамо, се заеден една тип мафија. Јас ова го велам од жал. А да одам јас во Германија, никогаш. Никогаш. Никогаш, уште еднаш го велам. Ако сака Ерхан да живе во Македонија, бујрум, слободно. Никој ни го малтретира, ни го тепа, ништо. Нека дојде во Македонија, нека живее ако е маж. Се види го тетоважи. Па зошто толку кога сум била јас недобра жена, па зошто го напишал името тука мој Мелек? Зошто ме сака толку тој мене, ако јас само спијам или прам нешто? Јас да ви кажам искрено, ми беше и предосаден веќе, на телефон, кога да се јави, јас легнував спијам. Значи да не му ги слушам агресивните муабети негови, не можев да го поднесам поќе него. И се оттргав помалце, јас се тргав од него, ама тој веќе го свате тоа. И кога го исклучвав интернетот за него, не сум, значи спијам, тука сум, тој веќе толку е агресивен, ако ви ги кажам пораките, дека колку плачи и моли која ќе ми речи за во Аллах, име, јави ми се, тоа ме боли мене. Кај нас традицијата во муслиманите е прво Аллах. Значи, еве го телефоно. Сега јас ќе ви покажам. Јас не лажам ништо. А тој што ми клава овие мажи, тој прави профили на мене, со име мое. Тој се пишува со мажи, како еден транвестит. Јас не можам. Многу. Значи, премногу има. Ова да го читате. Премногу има од него. Како се моли. Мамо бе, покажи, кај покажи. Не знам кај покажувам. Видите колку повици имам јас. Јас не му кревам телефон. Јас пак повици, па повици. Значи, од повици немам дерман, не можам да го пуштам телефонот. Толку е заљубен човекот во мене, размислите, психички, и не може без мене. Зато ова тој го прави. Кога некој маж
Една жена ја спомнува многу пати, тој значи многу ја сака. Ајде, му попуштев еден ден, пак втор ден. Значи морам да излезам јас во јавноста да кажам вистината. Кој пари јас ке му ги јадам него? Кога нигде не работи, еден клошар кој чисти џамој по дуќани. А доколку ти фатам нешто да бидиш пак со него да се слушаш Фати или било слободно. шо, јас ќе кажам Јас никој да имам во телефонот, ништо не, сега јас го немам расфрлувам. потреба да ти го проверам Сегде телефонот. го оставам. Немам потреба да ти го проверам телефонот, тој е твој личен живот, Да. ти можеш да си правиш што сакаш, тоа е твоја приватност телефонот, но доколку бидиш ти пак со него, јас ќе кажам овде во јавноста, за да не би, јас морам да се оградам, за да не бидам осуден, ја фрлаш мајка ти. Разбираш? Никогаш Јас не не сум можам да таков. си дозволам некој мене детето да ми посакува смрт на моето дете и ти, Мајка мајката кој моја, пожелува тако, значи нека му се чекај, врати таму. може така, мене ми е поважен синот од тебе. Нормално. Тоа е мое дете. Да. Разбираш? Така е. И јас те отфрлам автоматски, значи хари кири енде. Фиталати. Рс. И јас не можам да бидам во да имаме контакт како мајка и син, јас и ти ако ти го направиш тој чекор. Да не ме окривуваат после луѓето дека јас сум те отфрлил. Никогаш. Така е, луѓе. Дали зборам нешто грешно? Никогаш. Тој ми живее мене со закани, само ме држи за тоа во лајв да не излеза. Да не излеза. Иначе луѓе Со да закана. да не се живее жена со закана, бе да те сака на иначе сила. да не се разбериме грешно, не, тој не ми е татко мене. Тоа. Тој не ми е татко мене. Јас не можам веќе 2 години со закани да живеам, дека ќе излегам на лајв ќе Татко ми, кажи татко ми си има собствен живот и не се замара со овие работи. Бил некогаш на времето со мајка ми, ме направил, ме оставил, си има са собствен живот, ја ма третирал. 27 години со татко ти брак раскинав, па за овај што сум сакала да му поможам во живото, да се тргни Не. од смртниот живот негов, Јас нема кој да па кршам од сега ич ќотек. нека умри. Јас нема кој да кршам од ќотек, тој сам ќе се скрши од Ете ќотек. тоа сакав јас да Затоа го кажам, што али веќе е јас- кажано да не се лажи да дојде Македонија. Мене симпатичниот Ерхан не ми е крив, затоа што мајка ми сака да биде со него. После сите тие работи, мајка ми повторно сака да биде со него, зошто мене да ми е проблем тој човек? Јас не гледам дека ми е тој нешто мене проблем. Не гледам јас причина да биде тепан човекот или нешто Ама така. тој си го бара да биде и претепан, бе. ти ако А не мислиш- тепан тој што вели имам јас обезбедувачи, јас ќе пуштам ракеташи. Кој ракеташ бе, клошар, кога те отепам во станот и те фрле под скалите долу? Па видите луѓе, јас сум многу ладнокрвен лик, што ако мене ми погреши и собственото дете, што се вели, ако ми погреши вака Лошари. како фатално што греши моментално мајка ми, ја би го откажал и моето собствено дете. Јас сум ладнокрвен. Доколку и му се деси Јас нешто, немам доколку и таква му се деси нешто на мајка ми, со него, мене ќе ми биде се едноставно. Се ќе ми биде топ, затоа што таа си одлучува за живот. Затоа Не јас, се одлучувам со јас таков му викам не, Не. прекини, Не. Со Тој е таков крај, живот тој мене не ми треба. а сега од И тука да не излегува поќе на лајв да ме оговара, џабе си оговара. Не може да ме врати. Нека оговара што сака. Јас ќе си слушам и ќе се смеам. Ево. Ама јас сум откажан. Веќе е и досаден. Веќе е и досаден. Лајф, што му значи то лајф? Него сака да земи фанови, да бидел како Ритко. Ало? Не си писмен до Ритко да дојдиш. Не си писмен до Ритко. Не, луѓе, јас не му верувам неа дека таа нема да биде со него затоа што многу пати ми има ветено дека нема да биде со него. Ама ова ептен веќе не може да биде. Затоа јас не ни му верувам на тоа, на тие зборови, не нема. Затоа јас си барам и време да помине да видам дека нема да биде со него,
па повторно да ја прифатам како моја мајка. Ама ти не знаеш што се случува, тој со закани мене што ми живее. Јас не можам тоа тебе да ти го кажам. Чекај бе, ало, жено, какви закани ти можеш да го клаеш во Па затвор? ете во лајф ке ме извадел, ке зборал, ке правил, ете како што прави сега. Па види, нека извади, што Па сака. мене, значи не кев така да биди, Па нека- хајде. па нека Зајде извади. телефон, ало, окей, ајде чао. Па нека извади што сака. Има телефони, има пријавници, ќе пријавиш. А бајде сега ке се замарам со него, јас као толку, оти немаме дома работа, ние со дека ќе се замараме, оти седи цел ден дома па- и чека муштери па да му како- дојде да му се јават да излези надвор до врата. Па како Ајде, можеш бе. да се забараш со него да бидиш под закана? Поради тебе, зашто носиш круна на глата, јас многу ќутев. Ти ми ја сруши. И покај многу мои пријатели, не сакав да создадам проблеми, Ти ми ја сруши круната. сакани мои пријатели, кои што ме поштоват како сестра, не сакав. Тој се заканваше дека ќе прави проблеми со сите, со ова, со она. Јас не сум проблематична како прво. Не сум проблематична. Не сакав на никој зло да му се направи. Мене велев нека ми се прави зло, на другите не. Зашто тој е многу проблематичен. Меша многу, лажи многу. И така. Па не, луѓе, јас ќе се одселам од ова куќа. Сега тој многу ќе си прави лајфој, ќе му биде една занимација. Па вие одите, слушајте го и што сакате прајте. Јас ќе се одселам од ова куќа е на мајка ми и ќе му ја остам, ќе му наместам овде како што беше, се ќе му средам да не му е вака искршено, све што сум скршил во куќата ќе средам и јас ќе се одселам од ова куќа затоа што мислам дека не заслужува мајка ми поќе ниту да ме гледа мене, ниту внукот, ниту мојата жена. Затоа што Ритко џабе збораш кога ти не можеш без мене да дишиш. не, јас не можам без тебе Ете, да јас ти дишам. кажувам тебе. Ма Што ти тоа- кажуваш ма ти- глупости ма- кога јас и ти не можеме да дишиме еден со друг? Ама ти тоа Да го не велиш. се видиме. Ама ти тоа го велиш. Јас ти кажувам. Ама ти тоа го велиш. Јас ти кажувам. Јас не го кажувам тоа. Јас можам без Абе ти тебе. кажи се